Македонските институции се заробени во канџите на власта и во нив царува криминал и корупција, алармира опозицијската ВМРО ДПМН. Најголемата опозицијска партија предупредува дека институциите кои треба да го спроведуваат законот и да го санкционираат криминалот не функционираат и се заробени од структури во власта предводени од СДСМ и ДУИ. Последниот случај со функционерите од ДУИ според опозицијската партија само покажува колку безкомпромисно власта злоупотребува, а функционерите се богатат. Во моментов најактуелно е дека има пораки од странските дипломати, има еден функционер на ДУИ, градоначалникот Рами Смерко веќе на црната листа на САД заради криминал и корупција. Видовме дека неколку предмети биле ставени во фиока кои што се работеле во јавното обвинителство, не биле спроведени понатака да дојдат до самиот финиш за да има одговорност за она што го направил. Гледаме дека е актуелно семејството на Артан Груби како сериозно се збогатува, се здобива, се стекнува со сериозен имот, а не приложува воено потекло на истиот тој имот. Портпаролот на ВМРО ДПМН го споменува и семејството на председателот на ДУИ, Али Ахмети, за кој вели дека енормно се богатат без да го докажат потеклото на имотот. Од ВМРО ДПМН предупредуваат дека неконтролираниот организиран криминал и корупција се главна пречка на Македонија на патот кон Европската унија. Би сакал да потенцирам дека нити промена на уставот на Македонија, нити било што друго не е вистински проблем и пречка на патот на евроинтеграциите на Македонија. Главен проблем и главен предизвик на оваа држава на патот кон Европската унија е токму борбата против организираниот криминал и корупцијата. И ова е нешто што на дневна основа доаѓа како информација како од безбедносни структури со кои што ние се соработувале во минатото, така и од меѓународни дипломатски представници. Се друго е замајување на јавноста и како што кажа и Драган Ковачки, дефокусирање на јавноста од вистинскиот проблем на оваа држава, тоа е високиот степен на корумпираност на општеството. На трибината под наслов "Корупцијата и криминалот, приоритет на власта на ДУИ и СДСМ", своје обраќање имаше и пратеникот Дејанчо Евтимов, кој што порача дека решение за криминалот и корупцијата во моментов не може да има, затоа што правосудниот систем е руиниран и девалвиран, поради тоа што некомпетентни и нестручни кадри доаѓаат на функции за да исполнуваат нечии агенди, а се контролирани од власта на ДУИ и СДСМ.